Првите ниски температури во земјата доведаа до појава на мрзнење на водомерните броила. Веднаш по падот на температурите под нулата се појавија несакани последици, односно пукање на водомерите и нивно оштетување. По нашите согледувања досега имаме околу 30 на интервенции на пукнати стакла, некаде веќе и на комплет пукнат водомер. Заменети се од наша страна, тоа е се што имаме пријавено. Сигурно има и на други места кои што не се детектирани се уште нити од корисниците, нити од наша страна. Ладните температури го сторија своето како и секоја година. Надлежните потенцираат дека потребно е граѓаните да ги заштитат броилата со обвивање на водомерите или со покривање на шахтите со изолационен покрив. Ние секоја година даваме известување да се заштитуваат водомерите, претежно веќе се во шахтите на отворено во дворовите и во становите каде што се изложени на пониски температури зависно од местоположбата на купатилата, на бањите и на кујните. Навремено откривање и пријавување на настанатиот дефект значи и пониски сметки. По зависност од дефектот истекува вода и тоа бројчаникот ја мери, ќе им се зголеми состојбата потрошувачката за тековниот месец. Доколку не ја откријат навремено, може да потрае неколку месеци да им се јават големи сметки потоа за вода. Има случаи кога граѓаните ги остават чешмите да течат, за да не им замрзнува поготово инсталацијата во домовите. Исто така и тогаш им се јавуваат поголеми сметки. Од јавното предпријатие Водовод велат дека најголемиот број на дефекти кои беа пријавени во изминатиот период се од околните рурални населби и дека досега немало пријавени дефекти во градот.